Добри ден во студио за мојот гостин Емил Киријас, подпредседател на Либералната интернационала, советник на повеќе влади во светот. Кога велам дека сте подпредседател на Либералната интернационала, таа е со седиште во Лондон. И токму затоа говориме за Брекзит, за шокот што беше предизвикан кога премиерот Борис Џонсон го суспендираше парламентот и практично им ги затвори рацете, можностите на опонентите да добијат некаков договор со Европската Унија пред 31 октомври. Всушност станува збор за многу невообичаена постапка во британската парламентарна историја, во толку долг рок парламентот да биде затворен, односно да му се одземе можноста на парламентот да дебатира и да носи законодавство кое што ќе обврзе владата да се однесува на одреден начин. Добро, опозицијските лидери во Британија издадоа заедничко соопштение, објавувајќи дека ќе работат на спречување Џонсон да ја скрши, всушност да ја урниса демократијата. Да го цитирам само Джереми Корбин, лидерот на опозицијската лейбористичка партија, ќе се обидеме политички да го спречиме Борис Џонсон да практично да загосподари со демократијата и да ја уништи. На кој начин политички тоа е? Џонсон е обвинет од опозицијата, но и обвинет од многу аналитичари дека ја крши парламентарната демократија. Не треба да се заборави дека Британија е пример во светски рамки за парламентарна демократија, односно за демократија каде што парламентот се постава како главно упориште на носење на сите политички одлуки. Самото затворање на парламентот всушност му ги затвара рацете, му ги врзува рацете на парламентот да и наметне на владата одредена политика и оттаму обвинувањето кон Џонсон дека се однесува деспотски од страна на опозицијата. Тука е интересно бидејќи станува збор за еден вид трка со време. Опозицијата, односно сите оние кои што се спротивставуваат на политиката на Џонсон дека на 31 октомври Британија мора да излезе од Европската унија без разлика дали ќе се постигне договор или не, сепак имаат некои 5-6 дена на располагање. Проблемот на опозицијата во Британија е што е расцепкана и нема заедничка стратегија како да ги искористи овие 5 дена. Постои уставна можност, односно во Британија нема еден документ кој што е устав, туку постојат од сплет на закони. Постои можност дури парламентот да заседава и преку викендот ако сака и ако има мнозинство со цел да му се наметне на премиерот. Но веројатно аналитичарите претпоставуваат дека Џонсон воопшто и не е ни заинтересиран да одржи било каква дебата во парламентот, туку се тоа го маневрира со цел да се обезбеди подобри услови во предвремени избори кои што би се одржале есенма. Добро, најголемите проблеми се детектирани, евидентирани, останува клучниот всушност проблем и практично можност за договор околу ирската граница. Се мисли Северна Ирска и Република Ирска. Како да се реши тој проблем? Проблемот на границата помеѓу Република Ирска и Северна Ирска е всушност проблем од меѓународен аспект. Британија се има обврзано со договорот од пред 20 години од Велики петок дека таа граница ќе биде отворена целосно. Меѓутоа, обврската која што има преземена Англија е во концептот на Европската унија, односно царинска унија, слободен проток на луѓе, на стоки, нема никаква физичка граница. Доколку Британија само иницијативно се повлече од Европската унија и доколку тоа повлекување се случи без договор со Европската унија, всушност Британија ќе биде виновна за нарушување на меѓународен договор. И тука на вистина станува прашање, односно станува збор за скандал. Дали Британија ќе стане земја која што не го почитува меѓународното право, или Британија ќе биде земја која што и понатаму ќе биде пример во светски рамки дека меѓународниот систем поставен на меѓународни договори и натаму ќе функционира. Она што Европската унија го вели и би додал со право го вели. Британија донесе одлука за излегување од Европската унија. Легитимна, секоја земја членка може да донесе таква одлука. Но е на Британија да предложи како ќе го реши проблемот.
Така наречениот бекстоп всушност не беше предлог на Европската унија, беше предлог на Тереза Меј. И тоа што бекстоп се мисли на границата. токму така, бекстоп дека мора да остане еден вид на отворена граница или барем Северна Ирска да остане прилагодена кон европските царински стандарди, се додека не се најде решение за трговските односи. И во право Европската унија кога вели, сакате да излезете, нема проблем. Дајте решение како ќе го надминеме проблемот. Решението треба да дојде сепак од Лондон. Да. Добро, вие знаете дека претходно имаше дури еден вид, па би ја нарекла и хистерија, и во светските медиуми дека Брекзитот всушност ќе повлече тотален хаос во Британија. Не само немање несташица на продукти, прехранбени и така натаму, туку и можеби ќе го стави под прашање и функционирањето на самата држава. Па, можеме да погледнеме светската историја да видиме дека распад на држави без договор носи до хаос. Односно носи до нарушување, ако ништо друго, на пазарот. Веројатно не треба да потсетам ни што се поминавме ние во овој дел на светот со распадот на Југославија без договор. Односно, поминавме низ процес каде што една Словенија, на една Словенија требаше 16 години да се врати на претходниот GDP, односно бруто домашен производ, кој што го имала пред распадот на Југославија, токму затоа што бевме неспособни да постигнеме договор како ќе се поделиме, односно како тој развод ќе се регулира. Проблемот кај Британија е исто така комплексен од аспект на тоа што Британија е повеќе национална држава. Да не заборавиме дека во ирскиот договор, односно договорот за Северна Ирска од пред 20 години, јасно е назначено дека во Северна Ирска ќе се одржи референдум за можно припојување на Северна Ирска кон Република Ирска во оној момент кога ќе се има чувство дека има мнозинство за тоа. Мнозинството во Северна Ирска за таков развој на настаните секојдневно расте. И тука настанува едно големо тектонско пореметување. Не само да Британија да има можност да излезе од Европската унија, туку и на самата Европа, не и на европските држави да се смени, на Република Ирска, на Велика Британија и една нуклеарна сила како Британија, која што е членка на Советот на безбедност на Обединетите нации, која што себе си се перцепира како светска велесила, да си дозволи губење на територија е навистина тешко да се замисли. Така да сме пред навистина многу непријатни моменти, а имам впечаток дека се прави со цел за да се остане на власт. На Борис Џонсон мислите? Апсолутно, сите политички маневрирања, па дури ако сакате и земањето на Доминик Камингс во премиерскиот кабинет како главен советник, укажува на еден вид на, да кажеме, воено сценарио, односно како го нарекуваат тоа во западните земји, war room. Тие се подготуваат за навистина тешки одлуки и за одлучувачка битка. Какви ќе бидат консеквенциите, може да бидат тешки и по Британија, но и по Европа. Да. Македонија каде е во овој можен развој на настаните кога говориме за последиците? Македонија беше во една фаза каде што токму бевме убедени дека можеме да примаме спротивно од текот на реката, пркосејки и на реалноста во светот. Сепак е добро што и покрај сите перипетини с кои што поминавме минатите 15 години, Македонија разбра, односно политичките елити во државата разбра, барем оние кои што воде државата, дека Македонија мора да се приклучи кон таа групација со која што заедно може да биде играч на светската сцена. Моćни сојузи се без Преспанскиот договор, без вклучување во НАТО и приклучување кон Европската унија, Македонија би била голем губитник и бевме на праг да изгубиме многу. Добро што тоа се спречи. Добро, и ајде околу улогата на Путин на крај во операцијата Брекзит, заради тоа што веќе е евидентно, не говорат само истражувачките стори или документарните филмови кои нотираат неговата улога. Имаше и сослушување во Конгресот, говорам за Американскиот Конгрес, токму за улогата на Русија, на фейк ньюс, на лажните вести во пропагандата за добивање на Брексит. Во моментот во светот се одигрува една голема геополитичка игра во која што нема биполарност, туку има мултиполарност.
И тука не е само Путин и Русија, тука и е Кина во игра. Тоа што се случува во моментот помеѓу САД и Кина е само дел од глобалното милје. Она што е, да кажеме, специфика за САД, или за Британија, или за Европа, е демократската одговорност на тие влади кон населението. За тоа како ќе ги менаџираат процесите, но и каков ќе биде стандардот на граѓаните. Путин ја нема таа го има комфорот, односно ја нема таа одговорност кон своите граѓани. Системот на Русија е многу поразличен од демократскиот систем на Европа и тој своите ресурси лимитирани колку и да се, самиот може да определи како ќе ги насочи и како ќе ги троши. Иако Британија е во денешно време или САД се многу финансиски постабилни од Руската Федерација, сепак рацете на политичарите во Лондон, да кажем, или во Вашингтон се многу повеќе врзани од колку рацете на политичарите во Пекинг или во Москва. Тие раце се демократски и заради тоа се бира демократски средства. Видете слично и кај нас. Политичарите кај нас сепак не можат да прават што сакаат, затоа што притисокот на јавноста, на граѓаните, на новинарите, тука ги контролира, им дише во врати, тие мора да се прилагодуваат. Тоа во Москва и во Пекинг не постои. Таква е реалноста во светот и затоа, иако нивната економска моќ не се рефлектира на еднаков начин, да кажеме, не е доминантна. Не е доминантна, сепак тие имаат одврзани раце да, ајде да кажем, до некаде се поставуваат како геостратешки, односно геополитички актери вон својата економска моќ. Но и ја диктираат светската политика. Па добро, би било несимпатично тоа да го признаеме, но сепак Русија во моментот се наметнува како играч кој што во голем дел од работите ги диктира работите. Добро, ви благодарам за ова интервју. Благодарам за поканата.